Благодарам. Кога сме веќе ке овие теми, кои што двајцата претходни соговорници ги допреа, мислам дека овие 29 години не памтам полош месец за било која политичка гарнитура. Значи, не памтам 29-30 години наназад, во еден месец, да и се случи вакво топење, ваков пад, вакви автоголови, вакви офсайди на било која гарнитура наваму. Сите 5, 6, 7 влади во независна Македонија, ова им се нема случено. За жал, ова и се нема случено на Македонија никогаш. И тоа е поразувачки. За она што го имаме како точка на дневен ред. Значи, ние тука треба да зборуваме за предлог на закон за јавните набавки во областа на одбраната и безбедноста, поднесен од Министерството за финансии. Моето прашање до заменик министерката Елези е кој е тој кој што го има подготвено овој закон во Министерството за финансии. Дали е тоа Зоран Заев или предходно Драган Тевдовски. Според оние документи кои што ги имаме добиено во јуни месец, овој закон, овие измени на закон, ги има подготвено Драган Тевдовски. Тоа ми дава сигурност, тоа едноставно ми дава на некој начин уверување дека ова солидно подготвен закон, затоа што министерот за финансии Драган Тевдовски темелно ги подготвуваше законите кои што ги пушташе во ова собрание. И, за жал, Министерството за финансии, кое што де-факто нема министер за финансии, затоа што Зоран Заев е се, освен министер за финансии, едноставно нема да биде во можност и нема да продуцира квалитетни закони. Зошто? Затоа што во текот на една седмица, во текот на една недела, Зоран Заев е можеби половина час, можеби 1 час министер за финансии. А сето останато време, како што реков, и премиер, и шеф на телото за судски реформи, и шеф на безбедносниот сектор, и председател на СДСМ, и така натаму, и така натаму. Во меѓувреме менаџира со дневните кризи, проблемите и кризите со коалиционите партнери, кои што гледаме дека се осипуваат и допрва ќе се осипуваат. Така што мислам дека 1 час неделно на Зоран Заев, кој што ги посветува на Министерството за финансии, но овој витален, сензитивен и меѓу најважните ресори, мислам дека апсолутно не е доволен. И затоа ние сега по 14-та точка на дневен ред имаме закон што е подготвен од Драган Тевдовски и неговите соработници, а во наредните година дена од Министерството за финансии нема да видиме ништо освен закони за трошење, трошење и трошење, за кои што Заев ни кажа дека долгот ќе дојде до 60% од БДП. Исто така, со жалење можам да констатирам дека овој закон доаѓа преку Комисијата за европски прашања со европско знаменце. Внимавајте, закон за јавни набавки преку Министерство за финансии, кој што се однесува на МВР и на АРМ, доаѓа со европско знаменце. Тоа е исто така нова злоупотреба на европското знаменце, која што ја гледаме веќе со месеци и со години наназад, но тоа е веќе друга тема. Кога ќе се абстрахирам од овие грешки во чекори, процедурални чекори, од оние забелешки бројни кои што ги имам за Министерството за финансии, повторно ќе речам, подготовката на законот е солидна, треба да се подржи, ќе гласам за неа, но уште еднаш ќе речам, не можам да го подржам концептот во кој што првиот човек на владата, премиер, ангажман кој што бара 24 часови ангажман. Ке рече, ке го водам и Министерството за финансии. И тоа бара 24 часовен ангажман. И имаме сега збунетост, имаме едноставно во Министерството за финансии не се знае кој подпишува елементарни работи. Затоа и прашувам, еве трет пат, господјо заменик министер, ве прашав вчера, од оваа говорница, ве прашав сега, ве прашувам и трет пат, а како што гледам, не се увате за збор, не се увате за реплика, ве прашувам повторно. Елементарно техничко прашање, каде ги држите колегиумите? Дали во Министерство за финансии, дали во влада? Зошто го прашувам ова? Затоа што на тој начин се докажува дури и со една техникалија, со една условно кажано под наводници
тривијална работа, каде се држат колегиумите, колку е функционално или нефункционално Министерството за финансии. Јас велам и кажувам дека Министерството за финансии со министерот за финансии Зоран Заев е нефункционално. И го кажуваме тоа и народот кажува така. Правиме анкети, 70% од луѓето велат нефункционално е, не е во ред. Ајде да е во ред, да е тоа некоја байпас варијанта, месец, 2, 3, 100 дена, но не може тоа да биде трајно решение. Така што се надевам дека ќе добијам одговор на овие прашања кои што ги поставувам и ќе ги поставувам, затоа што имам право, имаме право и ние како пратеници, но јавноста да знаеме за перформансот, одлуките, постигнувањата, посветеноста, проектите на министерот за финансии Зоран Заев. Имаме право да прашуваме. Но за жал не добивам ниту една реплика од колегите од СДСМ. Вие како заменик министер по трет пат ве прашувам од оваа говорница, не одговарате, затоа што нема што да се одговори. Затоа што во воздух стои впечатокот дека Македонија нема министер за финансии, а дали имаме премиер, има време каде што тоа ќе го дискутираме, каде што ќе ги тераме тие дебати, но едноставно вака кога се централизира системот, кога вака се концентрира системот, тогаш е и нефункционален, тогаш е наопаку целата работа и тогаш нема резултати. Затоа и еве на крајот на криштата, тоа го каже и претходниот дискутант Димитриев, имаме реализација на буџетот на Министерство за одбрана, половина година помина од само 25%. Половина година помина, реализација на капитални инвестиции 15%. Никогаш не било така лошо. Бројки. Бројки само. Половина година помина, 15% реализација на капитални инвестиции. Тоа е перформансот и оценката за оваа влада на Зоран Заев со неговите 28 министри. Благодарам.